Благодарам. Господине председател на телото што се вика Совет на Македонска радиотелевизија, јас ќе ве молам, ако може времето, очигледно... Колеги, ве молам да не ви именувам и тоа до опозицијата, ве молам да ја сослушаме колешката. Стварно, наискрено. Барат да ја сослушаме колешката. Кој сака нека слуша, кој не може да излезе. Еве, слободно излезете. Слободно излезете. Повелете. Втор ден дебатираме во која функција сте овде. А дебатираме за годишен извештај на она што треба да биде јавен радиодифузен сервис, а вие сте председател на телото што треба да го обезбедува функционирањето на јавниот интерес во работењето на сервис. Дали тоа го правите вие? Вчера кажавте, па јас не сум сметководител, еве, дојдов, ја донесох хартијата. Хартијата што денес ја дебатираме е со ваш личен подпис. Тоа значи дека лично стоите за ова. Меѓу другото, не можете да побегнете лично дека стоите на чело на највисокиот орган, на предпријатие за кое Државниот завод за ревизија констатирал криминал. И од криминалот нема бегање. Вие не сте сметководител, а се налютивте кога еден од колегите кажа дека сте идниот амбасадор на Шпанија. Ајде денес да дебатираме само на она заради кое што сте тука, председател на Совет. Епа ќе ве прашам согласно закон, господине Чашуле, дали согласно член 133 обезбедивте уредувачка независност и самостојност? Ако има скала, јас ќе ве повторев, ќе ве паднев на испитот. Бидејќи вие од јавниот радиодифузен сервис направивте ефтина партиска телевизија. Не станува збор за класична перална на пари. Македонската радиотелевизија е класична перална на мозоци. Бидејќи ние мора да ја слушаме само вистината на големиот лидер. Се разбира големиот дека е во наводници. Ние мора безброј пати да ги слушаме неговите долги говори. Дополнително, сакале или не, мора да ги гледаме и оние отужни реклами кои не значат ништо, а треба да не убедат дека живееме во земја во која владата е толку успешна што ни обезбедува солиден живот. Дали е тоа така, господине Чашуле? Па вие лично требаше досега 5 пати да соверите доблес и храброст и да кажете, јас ова не го работам. Доаѓате на комисија и велите, ги менувам финансиските планови, двојно помалку пари требаат за да функционира со ист интензитет и ефикасност. Тоа беше ваше. Дали сте на чело на Совет на јавно предпријатие во кое граѓаните и фирмите од 2007 година до 2010 преку буџетот Груевски им пратил 30 милиони евра? Каде се тие пари, господине Чашуле? Кој да го прашаме? Ефтин Гаштов што побегна во Словенија и е награден како културно аташе? Или да го бараме така наречениот навреден втор директор Каранаков? Бе, тие луѓе не треба ние да ги бараме, треба да ги барат државните институции. Ама не ги бараат. Бидејќи Груевски им е должник, бидејќи со парите на граѓаните собрани и од радиодифузна такса, дури од гладни граѓани кои немаат пари за леп, ама мора да имаат пари за партиската телевизија на ДПМН. И да ги слушат нивните вести. И нивната вистина. Должни сте не да информирате во корист на опозицијата, најмалку тоа претендирам да го дебатирам. Ама должни сте да обезбедите објективно информирање, да знаат што се случува, а не да ја обезбедувате ВМРО-вската вистина. Тоа го правите и тоа со туѓи пари, со пари на граѓаните. Колку пати граѓаните го плаќаат, ја плаќаат ВМРО-вската пералница? Најмалку 5 пати. Еднаш со радиодифузна такса. Втор пат со упорно празнење на буџетот и праќање на парите во вашата црна дупка.
Оти никој не знае каде отидува 30 милиони евра. Говоре овие силните колеги, знаете ли колкав долг остави минатото раководство, кажа Груевски на седница на пратенички праша. 4 милиони евра. Па кај се 26 милиони евра, кои не само што ќе го салдираат долгот, туку навистина ќе ја направеа телевизијата јавен радиодифузен сервис. Кој, сакам денес да говорам, вториот начин на кој граѓаните пак си плаќаат. Тоа е преку отпишување на долгот. Замислите, владата одлучила, не му простува долг на нити еден социјален случај. Не, извршителите ќе одат и ќе му земат по куќнина, оти тие пари за леп немаат, само заради неплаќање на радиодифузната такса. Ама истата таа влада одлучува со декрет да му прости 4,5 милиони евра долг на телото со кој председава господинот Чашуле. И тоа, отпис на обврски од кредити од Париски лондонски клуб. 2,5 милиони евра. Како дома ова да се работи? Како да се работи за приватен субјект? Тој навистина е партиски субјект, партиска телевизија. Ама за да биде така, бидете честни, побарете си пари од пребогатата партија ВМРО-ДПМН. Зошто сите граѓани да мораат да го плаќаат тоа? Зошто од буџетот мора 30 милиони евра да се издвојува? За која квалитетна програма? За да слушаме дека некни во Штип снимките се од 19 часот, митингот започна во 20:30, на граѓаните да му обезбедите лажна информација, дека не се собираат граѓаните, дека граѓаните не го креваат гласот. И мислите тоа верува веќе некој? Ја подценувате интелигенцијата на граѓаните. Тоа никој не ви го дозволува, па макар и биле господин Чашул. Никој тоа не ви го дозволува. И конечно, за вашата функција сте одлично платени, и вие и сите членови на Советот на МТВ. Член 132 вели, за секоја седница, значи не месечен паушал, за секоја седница им следува третина просечно исплатена плата. Во овој момент платата е 21.000, за секоја седница Чашуле и господата примат по 7.000 денари. А во планот ќе видите дека заради одржани, ревностни сте биле, сте одржале поголем број седници, издвојувањето е 4 милиони денари. И е неколку пати повеќе отколку 2010 година. Сте работеле, а што сте сработиле? Долгот никако да се санира. Партиската телевизија никако да ја претворите во јавен радиодифузен сервис, кој граѓаните ќе го препознаваат како свој и како место на кој согласно Устав ќе можат да го користат правото да бидат објективно информирани. Ни повеќе, ни помалку. Затоа сте тук. Ово извештај не може да помине. Така вели констатираниот криминал од Државен завод за ревизија, така се изјаснил и независниот ревизор што ги гледал финансиските извештаи. Иако вчера направите неколку пати обид, бидите доблесен и докрај кажувајте вистината. Не е проблем во законот кој ви наведува книжење на радиодифузната такса во моментот која се фактурира. Не е само тоа констатирано како причина за неприфаќање и неповолен извештај. Бидејќи независниот ревизор, меѓу другото нашол, освен начинот на кој се книжи радиодифузната такса, второ, во следствата водите износ, што не е во собственост на јавното предпријатие. Станува збор за градежното земјиште под објектите на булевар Гоце Делчев. Законот не ви вели дека мора тоа да го правите, напротив, законот вели не смеете тоа да го правите. Вие тоа сте го направиле. И конечно, ревизорите сметаат дека неправилно го прикажавте книжењето на основните средства. Значи, не е ни ова радиодифузна такса. Констатирале неправилност во материјалното и финансиско раководење. Затоа, не само што нема да ви го
гласаме и прифатиме извештајот. Редно е да заминете. Доблесно е. Тоа се очекува од вас. Не се очекува само да си ги приверите паушалите за седниците, туку и за тие паушали. Да работите во интерес, во јавниот интерес на граѓаните и фирмите на Македонија. Благодарам. Господинот Слободан Чашуле има реплика. Повелете. Во ниту еден